Скоро сите асфалтирани делници од регионалните и локалните патишта во Рицко-планинскиот регион на општина Кочани се во лоша состојба. Коловозот на повеќе места им е оштетен, а санирањето на дупките досега се прави со така наречена ладна асфалтна маса или пак се пополнуваат со песок и земја. Тоа ги прави небезбедни за сообраќај, особено што на одделни места во ископаниот коловоз тече вода или пак свиоците се обраснати со грмушки, поради што целосно се непрегледни. Најзабележливо е оштетувањето на асфалтот на патот кон Пониква, особено во горниот негов дел, од шумската куќичка па се до паркингот на планинскиот рекреативен центар. Исто така, оштетувања се појавија и на кракот што води кон манастирот Свети Василий, иако овде изградбата и асфалтирањето се изведе пред само една година. Неколку километри подолу патот е оштетен и преполн со дупки, поради што неопходна е итна интервенција. Слична е состојбата и со патниот правец кон Пантелеј и Рајчани, каде поради тешките камиони кои носат камен од рудникот, асфалтот е целосно оштетен, а на негово место се истура земја. Таквите податоци се евидентирани и во последниот извештај за состојбата со патиштата во општината, за што имаше и реакција на седницата на Советот. Состојбата со патиштата во Рицко-планинскиот дел е во катастрофална состојба. На крајот од извештајот посебно ме радува што е потенцирано патниот правец кон село Пантелеј и Рајчани, кој што јас неколку пати од говорница тука зборувам дека состојбата е алармантна. Значи службите го увиделе тоа и очекувам дека врз основа на она што како заклучок е дадено во врска со тоа дека ќе се постапи по истото. Неодамна првиот човек на општината, Радко Димитровски, рече дека се планира целосно асфалтирање на делницата од аеродромот до паркингот кај одмрлиштето на Министерството за внатрешни работи, како и негово продолжување за уште околу 1 километар до местноста Преслап. Сепак, таквиот зафат само делумно ќе ја ублажи сегашната состојба со сообраќајниот приод до Пониква, каде не само во зимскиот, туку и во текот на летниот период има се поголем број излетници и туристи.